Со задоволство ве поканувам сите да ако имате можност во овие жешки денови да дојдете да се разгладите во киносталите на Националниот установа Центар за култура, каде што од денеска започнува 54-тото издание Илинденски денови, 13 денови на празнување на фолклорот, на традицијата, на етнокореграфијата, научни собири, изложби, а меѓу нив и меѓународниот филмски фестивал на етнографска тема Илинденски денови, кој што се одржува по трета година поред. Но пред се сакам да кажам, бидејќи јас сум со потекло од Буково и се уште таму се наоѓа мојата родна куќа. Вчера жителите на Буково беа навистина до доските ноќни часови загрижени за развојот на пожарот кој што беше само на 400-500 метра од првите куќи. Пред малку имав можност да го слушам командирот на противпожарната единица кој што даде информации кои што се за смирување дека пожарот е под контрола, за разлика од вчера вечер кога пламењата стигаа и од сред село и изутринава селото беше зачадено. Се очекува интервенција на воздухопловни средства за гасење на пожарот, така да се надеваме дека во текот на денот ќе имаме поубави информации кои што нашите колеги како Стефче или Александра или Ружица ќе ги пренесат во информативните емисии. Да, Тони, пред се надеваме дека ништо нема да го попречи планот и на одвивањето на фестивалот. Што се ќе можем да погледнеме на програмата и зошто е значаен толку овој фестивал? За Битола конкретно. За Битола е значаен фестивалот и почнав со последното прашање, бидејќи браќата Манаки тука е започнаа нивната кариера, тие беа првите сниматели на Балканот и нивните први филмови, ако ги погледнеме, тоа се на еден начин етнографски филмови кои што ни покажуваат како живеат луѓето, како живееле луѓето, нашите предци тука на овие простори. Интересно е дека денеска во 12 часот во музејот во Битола ќе биде отворена исто изложба на етнографски фотографии од фондот на браќата Манаки кои што се во архивот во Битола. Значи, на еден начин тоа е само логично поврзување, а бидејќи Илинденски денови се најстариот фолклорен републички фестивал во земјава, 54 години, логично организаторите ми понудија пред 3 години да се префрлиме и на филмската тема. Бидејќи филмската лента, сега се помалку се користи филмската лента, е навистина совршеното средство за запишување на тоа што се случува во моментов или во минатото, со обновување на традициите, бидејќи преку традициите учиме. Еве во филмовите што ќе бидат прикажани, патуваме од бразилската прашума, каде што има средба со домородно население, кој што во прв пат стапува во контакт со цивилизацијата, каде што можеме да ги видиме, каде го видиме човекот во неговата природна форма, во костумот на Адам и Ева и всушност како било целото човештво во минатото, па се до современиот живот на Сузана ден по ден, французинка професорка по математика, кој што е во пензија и како живее сама осамена во планинскиот масив на Вогезите, како времето да било заплено во низиниот живот, а да не зборуваме за животот приказната на Василка, наша македонка која што заради политички проблеми на низиниот сопруг емигрирале во Канада и тешкотијата што ги имаат во нивниот живот. Така да тематиката е многу важна за овие филмови и мислам дека тоа е конкретно надоврзување меѓу филмот и живиот фолклор и традиција кој што се негува овде во фестивалот во Битола Илинденски денови. Тони, обично животните приказни се оние кои што најмногу допираат до душата, дел се соживуваат, без разлика на кој крај од светот да се наоѓаат луѓето, ако животната приказна е нешто што дефинитивно би ги споило, го издвојувам како број 1. Кои се впечатоците досега од изминатите години, од фестивалот? Кои се очекувањата за годинава? Впечатоците се пријатно изненадување на публиката која што беше присутна на проекциите. Се надеваме дека годинава ќе биде уште побројна, бидејќи летниве горештини не ги наведуваат луѓето да излегуваат многу во текот на денот на различни активности. Очекувањата се големи. И нашите очекувања како организатори на фестивал, како селекционер на фестивалот е пред се да ги наведиме младите истражувачи, да се здружат со младите студенти или филмски работници да создаваат вакви филмови, бидејќи тоа се доста интересни филмови. Играниот филм е навистина можеби да се забавуваме, да
да повинеме еден пријатен момент или да раскажеме една животна приказна. Но и нашиот познат режисер Милчо Манчев вели дека реалноста често ја надминува фикцијата. Така и во овие документарни филмови, секој поединец е една посебна личност. Имав еден пријатен разговор на првото издание на фестивалот, кога е еден археолог во пензија со задоволство ми кажа, видите, гледајќи што не наоѓавме покриви на или остатоци од покриви во нашите археолошки наоѓања од постаро време, видејќи покривите не биле од тврд материјал. Едноставно, тоа се гледа во такви филмови кои што ни доаѓаат од сите страни. Еве, на пример, годинава им добивме премногу филмови од Иран. Имаше вкупно 2681 филм кои што конкурираа за да избереме околу 40 филмови годинава. Посебно место му оставаме на филмовите кои што се од продукцијата на Загреб филм, кој што ни е партнер на фестивалот и каде што доаѓа и Златната палма за краткометражен филм, но годинава не избравме стари краткометражни филмови кои што кажуваат како се живеело во Хрватска и особено во Југославија во 60-тите години. Така да тоа што било на времето можеби како современ запис, денес се станува едно сведоштво за и всушност етнографија и кој што може да се користи понатаму. Тоа е целта што сакаме да ја прикажеме и навистина реакциите се позитивни и вчера после пресконференцијата нашите колеги новинари се надеваат дека ќе откријат исто и тие како и публиката нови, би рекле, бисери кои што ни доаѓаат од целиот свет. Тони ги спомена нашите колеги дописници од Битола, токму со Стевче утринава зборувавме на таа тема дека вели ние немаме езеро во Битола, но сепак имаме толку голем број на културни настани во текот на летниот период што дополнително туристички и економски го збогатува градот. Ова е, верувам дека еден од настаните кој што дополнително ќе остави економски бенефит во градот. Се разбира, бидејќи покрај гостите ќе има 1200 играорци кои што ќе дојдат од целиот свет, од Јужна Кореја, од Боливија, од соседна Србија, од Турција. Може да замислите тие луѓе секој да купи барем по еден сладолед, една лажешка или да се напие по една пелистерка или друга вода, или ладна, или бела роса, да ги спомениме бидејќи сме на еден начин и спонзори на фестивалот. Значи водата, природата, гостопримливоста на луѓето, тоа е навистина што остава впечаток. Еве, јас сум придружуван од мојот син и од неговата девојка кој што повтор пат доаѓа тука во Македонија, е навистина изнадена од пријатноста на луѓето, од разновидноста, бидејќи не е доволно да се оди само на море. Годинава малку им е неубаво, бидејќи излегувањето во природа е малку попречено со високите температури и се разбира со пожарите кои што владеат, бидејќи навистина Македонија има што да им понуди на гостите и особено ние кои што живееме во странство, еве ние во Западна Европа, во Франција имаме многу малку сонце овие последни месеци, така што кога ќе се најдеме овде па и под ова врело македонско сонце, сепак се чувствуваме поубаво бидејќи сме порасположени. Затоа мислам дека многу наши што се дојдени од странство, се разбира и туристи, гледаме во Битола дека има доста туристи кои што поминуваат од Турција, од други места, така да навистина Битола е пријатно место да се помини својот годишен одмор.